Вторник, 28 ноември, кратки вести во 12 часот. Убавините на Охрид и Република Македонија се дел од туристичката репортажа објавена во Белградска политика. Гостопримството, езерата, манастирите, руралните предели, филигранството, старите занаети, традицијата се дел од македонската туристичка понуда. Приказна која се прераскажува и убавина која се доживува стои во репортажата. Плановите ми се да обезбедиме клима за конструктивна работа на надпреварувачите, тренерите и селекторите, а потоа заедно да ги конструираме и планираме активностите и формата на надпреварувачите, вели за Супер радио Дејан Чолески, која презеде челната позиција во Карате Федерацијата на Република Македонија. Додаде дека ќе се залага за поголема соработка со Агенцијата за млади и спорт и Олимпискиот комитет. Федерацијата брои 75 активни клубови, а приоритет на Чолески ќе биде средба со тренерите, откаде што ќе се приберат предлози за идното делување. Доколку морате да патувате кон Битола денеска поради снег на коловозот, потребно е внимателно управување со возилата на премините Буково и Ѓавато. Читатели на Охрид прес ни испратија фотографии направени околу 10 часот и 30 минути на кои се гледа дека има снег на коловозот и потребно е посебно внимание при возењето. Од Автомотосојузот на Македонија потсетуваат на обврската за носење зимска опрема, која е на сила од 15 ноември и ќе трае до 15 март 2024 година. Времето денес променливо облачно со локални врнежи од дожд, дува умерен до засилен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.